Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Јургиевски. Љубомора разединува, само песна нас не обединува. Не е важно тоа кој од каде, треба сложно да се живее. Уста љубомора разединува, само песна нас не обединува. Не е важно тоа кој од каде, треба сложно да се живее. Море треба. Да позелена, срца наши да се веселат. Љубомора пуста ни ги убива, кога некој вака ужива. Кога некој вака ужива, никој ништо не ни може, само песна дај ни Боже. Бум бум, бум бум, никој ништо не ни може, весели сме мили Боже. Бум бум, але бум бум. Добро ве најдов, како сте? Гледам дека сте добро расположени. Ние пред новогодишна еуфорија фаќаме уште месец дена однапред, така да, знаеш. Па така, да се спремаме добро сите. Стремни да влеземе во новата, така. Повели седмици. И да го викнеме Жика, додека сме на нога, ајде сите. Никој ништо не може. Здраво, живо. Повели. Ајде да се соединиме овде. Соединува. Бум бум. Мене ми се падна денеска. Одлично. Кажем добро пееш. Така. Мене ништо не ми викаш, добро спаваш. И добро играте, не само што пеете. Професионалец. Кажи бе, Жиле, врска немаш. Останав без сценарија, јас да ти кажам. Леле, си ги први. Од расположение, од све, знаеш како тоа оди. Ама тука сме, нема проблем, не треба сценарио. Уште еднаш добре ви дојдовте, драго ни е што одвоивте време, посебно пред Нова година, односно овој период каде што за сите е некако турбулентен, со многу ангажмани, со многу обврски, настапи и така натаму. Но па од друга страна сакаме да ги имаме сите тие гости кои што прават штимунг и нормално да пренесат својата енергија во нашата емисија. Добро ве најдов и фала на поканата. Баш ми е мило што ве гледам вака расположени и се надевам дека ќе пренесеме убава енергија на нашите, мислам на вашите гледачи. Бидејќи вашата емисија, да, вашата емисија е доста гледана, доста актуелна, така да мило ми е што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија. Види, јас за малку ќе се помешав. Со фризуриве, со колешкава, ќе ве помеша. Јас мислам дека мојот фризер... Јас сори мислам дека со сузе пеам, што не знам со кого пеев, со кого водам. А ти намерно ме направи, вика сега ќе те направам како кате. Викам добро. Добро, Жика тебе како Ненад, јагленче да ти ставиме малце по... Добро, да. Тука сме некаде што. Исти сме, да. Само малце на килаж, да не. Добро, да ќе поработиме. Ама еве, ја ќе поработам да се зголемам за да. Ќе бараме нутриционист. Не, знаеш како не ти треба нутриционист. На Нина диетата е ништо не јадеш. Така е. Затвараш устата, Живееш патентот. од воздух. Да, Епа сега живееш не, кафе, салати, воздух и салати. Ама не, салати. уствари јас ништо не јадам, ама тоа од воздухот е. Јас мислам дека не треба да слабе. Тоа е мил така. Значи, јас секогаш велам дека полните луѓе се многу подобри, секогаш расположени, а слабите се нервозни, така да бегајте од слаби луѓе. Викаш да тоа не им се фаќа ништо. Да, Одлошотила ништо не им се не ми фаќа. се паќа. И мило ми е баш што денес сум на емисија со Живко. Ние со Живко соработуваме не многу и одиме и на концерти надвор од државата, но не сме биле вака во емисија, така да мило ми е што сум баш со Живко денес во И емисија. мене ми е исто мило што сум со Сузана денеска важна. И нас ни е да мило што сте во Да. емисија. Се знаеме со Жика уште од времето на Браво Бенд, тоа беа пред Сега го тиравме 15-20 два години. море 20 години, така да и понатаму си дел од Ама не сме остарени. Не. Тама работа. Не сме Време остарени. стои за нас, бре. Тама работа. Ти бе исти. Исти.
Така што, да, и соработувате често, така ли? Соработуваме точно. Ние се дружиме многу време, но ете соработката почна од лани и полани или така нешто. Или од лани, пред 2 години. од лани почна, значи заедно настапуваме многу пати, често. Бевме на турнеја во Германија, во Италија, Да, во Австрија точно, и така да многу сме прифатени кога сме двајцата. Затоа што Живко знае, знаеш како на сцена. Зрачиме убава енергија. Знае и да глуми, не е само да пееш. Да Значи, анимираш треба. Да анимираш, да бидеш забавен едноставно. А и знае да се облече добро. Па со шешири ова, она. Ви кажате, Исмали. Нема да ви кажувам кој ми е стилист, не ви кажувам, да. Фалија малце. Па што да се фали кај Сузе веќе мислам дека Тој се е секогаш добро ме познато фали. така, да, да. Тој секогаш ме фали. Јас секогаш го прашувам, па кога ќе заборавам, викам Живко, убава ли сум баш денеска? Не ми каже, Сузе, убава си, супер. Па го прашав јас, викам Живко, убава ли сум? Тој не ме не виде, викам, убава си. Викам, фала. Добре, обично 17 и 15 вие како естрадни уметници, Што правите? што ли правите? Ова време па одмарам и ги чекам децата од школа и така да правам јадење, знаеш како е со деца. Така малку и таа, нели, Суза да Да ја дознаеме, нели, за гледачите да Ме представиме. знаа, затоа што објавувам јас на Инстаграм обично како правам јадење, а некој не ни верува, знаеш, вика ти ли правиш, вика, јадење, дека не се покажам, само раците ги имам тука. И викам, не, мајка ми прави. Викам, јас си правам, како? А некој ќе ме праша, не правиш ти, вика, сопругот ти прави, вика, јадење. Викам, не, и двајцата правиме јадење, но често, мислам, јас Значи сум го имате повеќе. тоа време за себе во однос на трпеза, семена и Па, ручек тоа е или многу вечера важно. или така. Тоа е многу важно, да. Зашто собирате и Фамилијарен ручек, вечера, тоа мора да биде така, затоа што децата така растат здраво, нека. За Така е. повеќе рецепти за следете ја Сузи на Инстаграм. Има таму што да се види. Да, јас сум пробал, знам, да. Се гледа од приложението. Дали готвиш Јас сум ти, компетентен да кажам за храната, дека е добра. Да. Кажи ми Да. како готвиш ти? Јас да ти кажам, искрено сакаш да ти кажам? Искрено. Не готвам. Не готвиш. Да, не знам да готвам, не знам, Ништо, ама баш ништо не добро, знам. у Скопје кога беше на студии средно, она што правиш? Фала Богу, Брза има, храна. да, има и ресторани кај што има и готвена храна, кај што Така е. и брза храна. Да. Да. Некогаш да, дома знаевме да сготвиме, али Ритко. многу ретко. Ептен. А што сакаш најмногу да јадеш? Па компири. Во секој можен вид, дали И уште пашени, нешто ќе дали открием печени, јас, дали мајонез и кетчуп мора да има. Мора да има. Со Да. компирива? Со компириве. Со се. Обично, нели, некогаш одиме така по некои отмени ресторани, кај што не служат. Не служат ни кетчуп ни мајонез, и кетчуп, да. и сега убаво јадење ги нарачаме и ќе прашат мајонез, кетчуп. И овој се чуди вака. Зошто што ќе ти еве имаш нели сос со јадењето, зошто кетчуп и мајонез? Па плюс, така? Па дај ми, вика, сакам јас. па Навика си е мајонез и навика, па да, ти кој што се сака, нели, различни вкусови. Да. Добро. А обично до дома си ова време ти? Така, Така, да, обично и јас сум со оврски, мали дечиња, јас имам две близначки, Мија и Мила, две лепотици. Колку направија? 3 години. Пред 2 дена 3 години направија. Сте во хаосот. Да, и сега од градинка се земаме, па дома, па ручек, па ова, она, ќе сготви мајка им и така. Добро. Значи има време за се, ако се Кога сака. се сака. Има се. Има Така е. време за се. Да. Така е, Добро. да. Ајде одиме сега со оние прашања, па после ќе имаме време да прашаме малку Имаме и и за околу што како кариера ќе прави. музика. Добро, Што да добро. не? Добро. Одиме, ја немам сценарио, така да се Добро. кај тебе. Дали никогаш сте го изгубиле гласот пред важен настап прашање за обајцата? Ти ќе кажеш прво или јас? Па да, се дешава некогаш. Што правиш, Жиле? За гласот мислам дека треба најмногу само одмор. Само одмор, така? Одмор, да, Да. добар одмор, добро да се наспиеш. Некогаш ни се дешава, еве сега да речеме пред нова Пред Нова година, година, кога кој има се тие турбо, гужвите, да. има нели прослави секојдневни од фирми, од вамо, од тамо и пренатрупани сме со тука нема свирки, да, нема одмор, нема време за Има ли одмор. некоја тајна напивка? Нема тајна. Нема? Нема тајна. Тоа јајца, нешто, терера, живи. Па, Нешто за мислам дека шмукање не. од оние, не знам,
Има ли стварно Јас знам некакви живи имали? јајца за гласот, За да гласот има да- волумен така е. и тоа сум го правила. Ама Подобар е гласот? подобар гласот, значи има стварно има волумен и треба нели да се вежба. нормално. Со секогаш треба да се пее. Така се вежба гласот. Тоа се нијанси, зависи кој како. Да. Зависи дали се препелици. Јас сум идол. Јас сум идол на инекции. Гадно беше, но Стварно? пиеш Да, сепак. до инекции. Да, да. До инекции? Да, до инекции. И? Значи се дешава некогаш да имам закажено вечерна свирка, а са бајлето не можам збор Да да отвориш, одговорам да. глас. Значи, ќе одам еден коктел таму 2-3. А, има, Вечерта значи, сум пак добар. има некоја... Има, да, некоја финта. Има начин. Има начин, да. Мене ми се случи еднаш тоа кога беше за време на короната, но мај месец, јуни, кога почна нели да пуштат по летни бавчи. И бев поканета да пеам во Свети Николе, кај Геро, да го поздравиме. И знам дека беше преполно, дека тогаш нели беше интересно вака со музика, дека многу време паузиравме. И баш се разболев од корона и јас тогаш. И гласот го снема. Дека короната баш удира таму кај што си најслаб, кај што нели најизработен. Нели грлото ми е разработено така да таму ме удри, значи снемав глас, воопшто немав глас. И му се јавувам јас на Геро, викам Геро вака и вака, значи не можам да зборам, викам како ќе дојдам да пеам, немам глас. Викам, а Сузана вика полна е, вика, значи бавчета вика како вика сега да им кажем на луѓето дека си болна, што да правам? А баш тој е истиот ден, или сабота. Сабота беше тоа. И вика, немој, вика, ајде, вика, ќе дојдеш, вика, само вика да бидеш присутно, да те видат луѓето, вика, и нема, вика, да пееш. Викам, добро, ајде, викам, што така си решил, викам, ама јас може сум од корона, викам, како, викам, може да ги заразам луѓето, да не си од корона, вика, ајде, вика, немој да кажуваш. И отидов јас истата вечер и сега, значи, трема, викам, леле, како сега, немам глас воопшто. И си најавив, јас, извинете, драги гости, јас сум вечерва дојдена, викам, тука, викам, немам, викам, баш глас, викам, малку сум болна, ма не сум од корона, као. А не знаев, не се тестирав дали сум од корона. И нема веза, нели, вика, битно си ти тука. Првата песна, да, првата песна не може да ја пеам баш убаво и после тоа се опушти гласот. И се напив една чаша ракија, мислам, и ми се пушти грлото и оздраве. Значи, ако не отидев јас истата вечер да пеам, можеби ќе ме држеше корона неколку дена. Значи, да, оздраве. Некоја ракијичка. Една ракија и песни цела вечер и така да ми се опушти грлото и од другиот ден веќе бев здрава. Одлично. Да. Имаме едно прашање, дали сте размислувале да одите во пензија порано, јас само би додал овде, дали некогаш ви се смачило до толку да речете, леле, јас веќе не можам во естрадава и сакам малку повлекување. Да одморам. Па јас се уште не сум размислувала за пензија, да. Јас многу ја сакам музиката, многу сакам да се дружам со публика и така да не сум размислувала. Кога ќе ја видам Лепа Брена, како уште пее, како се бори, викам зошто мислам уште сега да размислувам за пензија. Така да се додека мене публиката ме сака и додека сум уште млада, ако се видам стара, тогаш можеби ќе размислувам за пензија. Дали мислите дека сум на излет уште млада? Млада фиданка. Вечно млада, вечно А млада, некогаш да вечно ти млада. дојде преку глава, да речеме, ради икс причини. Па Имало ли такви моменти, се денови, случуваат и такви период? моменти кога нели човек е уморен, па размислува на се и се што. Но мислам во главно не, се уште мислам дека можам да терам, така да не размислувам за пензија. Терај се за. И јас сум далеку уште од пензија, значи многу далеку. Далеко Многу си, далеку, така да ти кажем искрено, не сум ни размислувал за пензија и за такви работи, а дека некогаш знае да ни дојде преку глава, знае тоа, за заради такво тоа што преку се глава, знаеме да се isforsираме многу некогаш и ни се дешава да одиме, еве со Сузе сме патувале заедно по Европа, авиони, аеродроми, коли Јасно. и Тоа малце исцрпува, но да, од исцрпува, друга но- страна, животот по дискотеки, клубови до 5-6 со настапи и во ресторан, односно нели во некое нормално време, Да. не е исто. Да, Во така. таа смисла веројатно не можеш на 50 години во диско или Да, може. да, па јас и До не душа, ако сум... ја спомна Брена, таа може во диско, не знам. Да, таа може и во Али диско, Жика точно подклекна со Да, спиењето. тешко, да, малку тешко ми доаѓа и во
На времето, нели, кога бевме заедно со кога Браво бевме, Бенд, да, свиревме затоа те дури прашувам. после 1,5-2 почнувавме со свирка, тек до 5-6 са бајле. 1,5-2 Значи дома почнуваш? това Па добре, сега така почнува да Да. Па те. И Нисам дома била се удобна. бајле у 10. Да. А сега претежно нашите свирки се некаде дока и 12-1 саат, така да Што е нормално реално време е да. нормално време Да. да. Ако може така да кажем. Добро, дали некогаш сте добиле подарок од фан кој ве оставил без зборови? Некој изненадување. Да, се случуваат и такви моменти. Лани или полани, не можам да се сетам, едно момче од Струмица ми подари слика, кај што тој ме нацртал убаво како пеам и така да и такви подароци. Најчесто свеќе, што е тоа што Тоа е тоа што да. подаруваат. Не, бе, добро, нас не интересира еден, да речеме да се издвоје ваков некој специфичен, специјално изработен, да речеме. Кој што направил нешто Така е, така, да. Да, За да остане. се случува некогаш и да ти даде клуч од кола некој, например. Опа, и таков подарок, Нешто а? што не додека може да се пееме, одбие. да, и вака ќе ти даде нели клуч од кола. И после тоа нели викам ајде враќаме нели. Саат или златен И ланец. после ви каде клуч еден да не оставим таму. Зависи. Или картица. Кога сме кај такви картица, подароци. Да, малку сакам да го свртам натаму муавето, да знам се дискутиравме надвор, па има интересно да се спомне. Суза е една од ретките пејачки, нели, кој што покрај тоа што добива бакшиш, многу сака и да дава бакшиш. Како би Не се знам знае? дали знаеш. Па така. Значи, ја Порано радам ми пијачка и беше- ја би давала бакшиши, мисля. Да, па стварно Ај е малку околу кеф. бакшишот, да. Кеф е тоа да даваш бакшиш и вака сите околу тебе, тогаш си центар на На внимание, внимание. Да. така е. И така да, порано ми беше интересно на музика да давам пари, но сега ми е интересно на диџеј да давам пари. Аха. Да. И така да многу пати нели кај што одам почесто во некои дискотеки и ме знаат. И само што ќе ме видат, само ме гледате. Дали ќе им дадам бакшиш таа вечер? На периоди е А Суза влезе Сузе, стигна бакшиш. на Па периоди е јас никој не остава на диџеј. Сузе, чекате викаат сите, абе дој на настав. Одно, значи, песните ми ги пуштат, значи никогаш не заборави да ми ги која е пуштат. твоја Тоа сакаш да слушаш, Па, ете, и тоа е хип-хоп најмногу интересно. сакам. Хип-хоп. Дискотека, да. И има едно такво прашање. Добро, ќе Да. те прави. на Добро. периоди би ти ќе е почне Ники сега Минаж. на камермани и на сликари да дава пари. Па нели, на музика, на диџеј, сега на камермани, на сликари, на водители, водителки. Кога да. ќе почне на водители, ќе се јавиме. А Жиле, Жика, си ти добил со некој бакшишот? Па, нормално, ние од тоа живееме, нели? Секако, ова више не е ни нездорно Бакшишот ми прашање. е но- посладок од... Така е. Да, Пазар. така, Па да, така е да. секогаш, нормално, затоа што некој ти ја почитува работата, Така нели? е, Затоа бара бакшиш. Така Секако е. само кога- Знам и јас да многу пати да фрлам бакшиш на музика на колеги. Мада нас времето не ни дозволува многу да одите по други одиме по други свирки, меѓутоа еве кога сме слободни некој знаеме да седнеме и заедно сме А седели некој и велат ке- дека од музичар и од поп не се зима пари. А не е така. А не е И така. од водител допиши Суза. Водител па ич не се знае. Па мислам, тоа други го кажале. Кажи на диџеите пред да им даш пари. Ти ги вратат после. Жика, ти си добил подарок никаков од фан кој што ти е таков, не знам. Добивавте како Браво Бенд порано нешто, не знам, имавте фанови. Да, своји у тоа време знаете млади како, да, тинеџери. ние Да, млади да. тинеџери, млади тинеџерки доаѓаа многу на свирки кај нас, па знаат Кого некој. најмногу го Тогаш сака? мечење ви изненадува. Да, така? Кого со најмногу мечење. го сака, Живка? Кого најмногу го сака од бендот? Па не знам са, тоа треба публиката да каже. Не, мислам, кој најмногу подароци добиваш или сите Па добиваш? веројатно секогаш е Кажи си пејачот, јас. нели? Кажи си јас Не, сега ама кој ќе ти генерално каже? секогаш пејачот Кажи, е јас бев добро. најсакан од сите. Па знаеш Да. зашто? Дека тоа е духовит. И нели Да, женските За сакаат во друштво, духовити да, момчиња. најдуховит. Бога ми Е, да. види, у тоа време, мислам, не у тоа време, него секојаш лидер на бендот е пејачот пејач. напред. Така Тоа е да... тој кој што Он ја има представа. најголемата комуникација со публиката, така да знаете. Да. Он е на Па прва затоа сега борбена Жика линија. стана пејач. Да, тоа е. Пуста љубомора. И јас мечиња да земам. не го искоментиравме тоа, значи еве
Текстот е супер, мислам, стварно е текст кој што треба да не замисли сите. Вака може би звучи малце, нели, како да кажам, дека е пивлива песна, нели, па, но е навистина една сериозна работа која што не се случува на сите. Добра порака и тоа нели што сите сме го осетиле, љубомора, значи владе на секаде. Посебно во денешно време. Да, ама не само во Македонија, значи на секаде. Дури во другите земји позастапена е таа љубоморот колку кај нас. Кај нас? Да, сепак пак ние кој ќе се видиме, ќе се изнагушкаме, па муабети вамо таму, не сме до толку значи да се гледаме како намкјори. Да. Знаеше дека ќе биде толку голем хит, милионски прегледи. Више да нема дете што не ја знае, не па возрастни. На сите прослави се пушта. Тебе веројатно преку глава ти е нормално, но дали знаеш да препознаеш песна која ќе ја пееш дека ова ќе направи. Да, па јас по тоа знам кога ја снимавме песната, ја пуштав неколку пати, значи поред ајде уште еднаш сакам да ја слушам, уште еднаш сакам јас да ја слушам песната. Не и наоѓам замерка, значи тоа ќе биде хит. Се водиш од себе, она што тебе ти спопаѓа, тоа го снимаш и тоа го правиш и во кариера. Точно, публиката точно знае што да одбера да биде хит. Значи никогаш не може да утне публиката. Така. Некогаш некој ќе каже за инет, ова песна хит нели, ама не публиката, значи ова мислам некоја песна што ќе одбере што ќе е хит. Не може некој да ја успорува. Ќе сакам на друго да се надоврзам, некако и минатата недела се надоврзавме на тоа околу слушање, пеење на македонска музика, нели генерално секогаш осудите се кон медиумите, кон нели не се пушта музиката и така натаму. Прво ме интересира од вас двајцата, дали имаме во моментов хитови македонски, доволно, и второ, зошто ни фалат, да речеме, песни како порано што ги имавме и на фестивалите, но и нели издадени од страна на... Ни фалат композитори. Некако немаат мотивација, дали не знам, можеби некогаш и до парите. Значи немат ни пејачите доволно да дадат. Нашите пејачи не се платени како овие што доаѓаат, далеку од сумата која што ја зимаат, веројатно и не можат да си приуштат. Јас сакам, например, на Жика да му направам една песна и тој направи без сузе, направи, ма чекај, викам, а не кажува, па ќе ти платам, нели, толку пари. И јас ќе се мотивирам да му направам добро песна. Така е, мотивацијата ја немаш. Да, ја немам. Имаш желба. Име сега јавно ќе ти каже, во парите е проблем. Во парите е проблем. Значи, Сузи, дали требаше јавно да ми кажеш тоа на телевизија? Па сети се, знаеш како вика. Парата ја прави играта. Да. Значи ќе платиш така. После ти ги нема проблем. Жика, после ти ги направиш песна, па дупло ги ја направиш. Да. Мислам дека е до тоа. А ни да фалат се хитови, мотивира. од предизвестно време, од десетина години до сега споредбено, и во поп и во фолк сцената фалат хитови. Да, а имаме стари песни, сега во не може да се новогодишните пеат само тие стари песни. емисии, повторно сме сведоци на тоа дека се пеат старите песни. Да. Значи новите и ги нема, а и тие што ги има не се доволно изфорсирани. Па, Или треба не се малце доволно да хитови се сега, пробудиме сите, ама ете, мислам, не знам што е работата, многу пати се мислам. Еве во нашата земја се пее повеќе на друг јазик отколку на македонски. Јас сега направив две песни нови, кај што спомнувам нели од едната песна, кај што спомнувам си пеам на македонски. Горда сум што пеам сега на македонски. Но ако има ваков хит, ќе си го најде патот. Да. Па добро. Значи тешко е за хит, но ете да се потрудиме сите. Повеќе И треба и самиот пејач нели да најде некој правец кој што му лежи, да каже тој и тоа сакам, така и он да кажува што сака и што му лежи. Живко, докаде си со авторски, што правиш на тој план? Мислам, чекајќи оваа песна од Сузана. Да. Ако сите вака ти пишуваат, веројатно нема песни. Веројатно после 25 години кариера, еве на 25 години кариера, ја добив песната од Сузана, конечно, да. Па, јас кога излегов од Браво Бенд, направив прва песна ми беше дует еден со Миле Кузмановски тогаш во тоа време. Па некако песната не помина можеби најдобро, меѓутоа... Ти како што очекуваш? Да. Ете сега гледам дека ја пуштаат пак. После тоа направив уште една песна за Струмица. Таа песна некако ми
ми помина подобро и ми ја бараат и на настапи и работам, да, се трудам. Имам неколку песни сега во моментот кои што ги држам во фиока, не се пуштени, меѓутоа, ете, можда дали ради обврските или не знам, ке валја во најбрз период ќе ги пуштиме. Тоа се твои песни пишувани Мои. или од автори? Не, од автори се песните, да. Имам некоја и мој удел некаде, кај што и јас се појавам како композитор или како, да кажеме, се консултирам околу текстот, околу тие работи и аранжманот, меѓутоа од други автори се песни. Кога одите заедно на настапи, што е она што најмногу го бара публиката? Македонски песни са тоа Па, или има и повеќе се Веројатно надвор од земјава, тоа се македонски. Надвор од земјава. Овде- Барат македонски песни. Да, македонски песни. Дека таму имат им треба, осетено, така, им треба да го слушнат повторно. дека има од секој, мислам, од секоја земја во странство, нели, од сите националности, секој си влече на своето. И така да мислам дека се многу поносталгични и имат осетено како е да се живее надвор од својата држава, да си тугинец некаде. И така да мислам, затоа почесто си ја барат македонската музика. Да. Овде во Македонија многу ретко да нели да сака толку многу македонско. Македонска музика. Повеќе Гледаме на настапи и Знаеме. овде во Македонија, сакаме и ние да ја пласираме малце повеќе македонската музика, меѓутоа не надвладева тоа, знаете. Да, видиш, генерално па на крај крајава ти си, нели, вечерта викнат платен од страна на Да, така е. локалот за да се забавува публиката и мораш да се ориентираш според тоа што ти го бара публиката. Така е, фала Богу. И кога ќе видиш се тоа некако ланчано поврзано и дека треба да поработиме во секое поле треба, нели? Но највеќе во авторското со Така е, многу со нови повеќе песни, хитови со- за да може нели тоа да се пласира како Да. такво и да го сакаат да го слушаат. Ката е толку не ги врткај Не, прашањата. да не ги врт- Па готово, малку отидоа пееме. три Па прашања, отиде, па толку три прашања. Боже! долги одговори има. Ама убави одговори. Ние Ако, секогаш сакаме кога ќе ни се развие некоја тема, нели? Од продолжуваме. она што е секојдневие и поврзано и со музика и со забава и така натаму, да оставиме гостите малку повеќе. Кој ќе пее? Сузан? Пее Суза, да, само сакав и да прашам зошто е изборот на таа песна. Ти си тој. Ти си Имаш? тој, Лидија Кочовска. Кочовска, да. Па, Ти е омилена, Лидија- ја сакаш, не знам. Да, ја сакам како не и сакам како пее таа и така да ја обожавам едноставно. Ја пеев ова песна на една свадба и викам оваа песна сакам да ја пеам. Поентата, нели, во емисијата е Така преку ова е. караоке, нашите гости да отпеат и нешто што Што не е нивно. не сме навикнати, нели, мислиме дека може би помалку го пеат, да речеме, фолклер да пее забавно и обратно и така натаму. Така да ќе биде интересно да те чуеме во оваа ајде. изvedба. Мобилата. Ти си Ти Ти тој, си тој. Сузана Гавазова. Сега, пуштајте режи, ајде. Ајде по. Ајде. Ќе ја најдам? Од Лидија Кочовска. Ти си тој. Можеме? Ајде. Ајде, добро, после рекламите одма ќе залекнеме, Готово. само да ја најдат во режија и да ја вметнат во нешава плейлиста. Бидете така, ќе пееме, имаме предизвици, уште многу интересни игри до самиот крај. Остануваме во добро друштво. Во вашиот ден. Ти си тој што ме тера да се враќам од сите кога бегам, тука си. Ти си тој, толку добро јас те сваќам, го руши секој љубовен зид, моите соништа, твои патишта. Ти си тој што во очи будиш пламен и поубав го правиш овој град. Ти си тој
što so nežno stopiš plamen, po tebe dušo čustvujem glad, seke napravam da te začuvam. Ova srce najde lek, ke te ljubam eden vek, sekoj den, sekoj čas, da te gledam, da te milujem jaz. Plegol pesnika kod krev, vo tvoj odsvet. Veruvaj, mnogo te sakam, za tebe sebi dala, me čuvaš ko da si angel moj, angel moj. Te najdoh tebe ljubav moja, sigurna sam neka ti si to. Веројатно прв пат на телевизија нешто вакво испеано, така ли? Матрица, дека тогаш ја пеевме во живо и мислам дека добро се снајде. Да, добро, со матриците мораме да појасниме, нели, сега вие како пејачи се пред предизвик на телевизија и прво студиото не е приспособено за пеење лајв, затоа што нема бенд, нема монитори како што треба и така натаму. Од друга страна, Па ќе си матриците најдете не секогаш се за вашиот вокал, Иве, така Иве, да ве оправдам малце. Настината, Малце настинатка, ко да ми звучеше малце ко настинатка. Ама добро. Има гледач. Да. Па добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, вечер, господине, кој ни се јавува од каде? Зоран од Скопје. Горан, така? Зоран. Зоран, од Yes, каде? Од Скопје? Од Скопје, да. Со кого не следите? Со господјата. Со Господјата. Да, Добра. поздравите многу. Убави гости имате, ало да вие. Бум, бум денеска, Бум, бум. тоа е. Добро, господине Зоран, не следите редовно? Да. Добро, на брзинка, знаете како нели ве вклучуваме и вас гледачите во игра за да ви дадеме подароци. Што би рекол, имаме нов поим овде, се работи за нешто што е поврзано со нова година и така натаму, треба да го погодите. Ние сите ќе ви помагаме со да и со не, во неколку минути да го погодиме. Може ли? Читата? Наопачки е малку, ама добро. Читаш? Прочита? Господине Зоран, Да. ајде почнете, прашувајте, ние само со да и не можеме да помагаме. Дали е нешто за јадење? Не се јаде. Не. Дали е украс? Да. Па може да се каже. Ајде, новогодишно е нешто, ајде. Од Елка е нешто? И поделка и на Елка и околу дома. И на врата и околу. Пакетче? Како? Не е пакетче, Не? но нешто што собира Што чоколадца и Внатре подароци. се става подароча. Глуми пакетче. Ајде. Кутија за подароци? Не е кутија, нешто во Нешто друг плетенко. облике. Ајде, плетено. Плетено, Дедо Мраз? Волнено. волнено. Браво. Чорапи? Така е! Новогодишни чорапи, кате, Ајде, презентирај. презентираме новогодишни. Па и го нацртал. Да, чорапчето, да нема забуди, нема лажи, нема на која? лаги. На двојчана, каде сте? Да некоја. покажеме новогодишен чорап дека? Ало? Да, тука сме. Да. Добро. Еве вака за Еве вас. ја. Затоа што погодивте новогодишен чорап, овие лампиони, овој украс и ова убава чаша новогодишна за господјата, За за господјата. чајче. Ќе дојдете да си ги земете од утре натаму до крајот на неделава од 15 до 17 во Телма телевизија со лична идентификација. Голем поздрав, господине Зоран. Поздрав. Секој е добро. Поздрав и од нас. Сега, пошто изигравме со гледачите, дајде Така изиграме е. и со вас нешто слично. Со тоа Со што да и се не. работи Награди за има за играта. нас? Не. Награди? Има чорап, плетен. Добро. Волнен чорап за Дедо Мраз. Само ќе ве замолам, колеги камермани, ако може превјута да го изгасиме. Кој сум јас? Ова е на истиот принцип како гледачите. Значи, со да и со не, едниот другиот се прашувате. Ти имаш лик
горе на глава, сузе има друг За лик. себе прашуваш. За себе прашуваш и треба Тоа да е се важно, погодиш кој разбираш? сум. Пошто ќе го гледаш која е таа, но за себе прашуваш, Како нели? знаеш што сме што Што си направил? смутнал. Што си утнал сега? Стави го ова кажика, Добро. па двете исто сум ги напишал. Не бе, не. Па да. Епа, и сега? И сега стави го тоа кажика, Добро, добро. а ќе го Ќе направиме сега веднаш промениме ново. овде, да. Добро. Не, го има, само обратно сме го захефтале. А, добро. Е. Жика, повели? Е, така. Добро е вака? Може. Ајде, за сузе. Ајде за Суза. Ајде. Да, бе. Чекај да не ти ја уште там. Значи јас смеам да ја гледам сузе, а Така, ова така, нешто така е. Ти знаеш што е смееш. сузе и треба да ја помогнеш со да и со не Да, да таа открие ќе те она прашува кој е за нејзиниот себе. лик. Значи ти А, прашуваш истото е и Суза за за тебе. себе, машко, женско, да, да. И истото Само го ако прави може и да се Жика. свртите на кај Кец На двојка, кај Кец да чисто да видат снимат кој ста. нашите камермани. А, видовте? Све видовте! Шо сте? Ајде тогаш, одиме. Кој прв сака? Да. Ајде јас. Ајде, прашувај. Благица Павловска. Не. А одма удри на Одма удри на погаѓање, а? погаѓање, добро. Не, не, добро. Да, од малце Може да си прашаш, повозрастните, дали од сум малце. жена, маж, од Македонија, од А Србија. јас мислев дека само... Жива, не жива. А може и машко да е така? Може Не да. може. Ама не си машко, ајде. Не да си тргнеме машко, таму. да. Значи женско. Па, Дали женско. е фолк пејачка? Фолк пејачка, да. Добро. Од повозрастните, да. А Жика со Блага да и со не, Петерска. се подразбира. Се една Блага. Не е Блага Петрска? Не. Добро, Вилјата Томовска? Да. Татовска! Да. Да. Па... Чекај, не му ајде, кажувам, треба не му прашаш. кажувам. Прашувај. Млад, стар, фолк, Возрастен. забавен пејач. Ама Возрастен. чекај, сега со Дайсон не треба да ти одговара, ти сите прашања ги постави. А, Едно по едно. јас треба Да, да да, да. поставам Ти прашање, ти треба да да викаш само да, не. да. Да, не. Ајде. Значи, дали пее забавно, Не. народно, Да. повозрасен, Повозрастен. Иле Кузмановски, Не. Не. Наум Петрски. Прво беше Добро, ние ставаме ликови кои што одма се погаѓаат, Читам, ама... од очи читам, од Од очи. очи? Од очи, ја? Не, добро, ама има еден совршен дует Наум и Виолета Томовска, така да... Да, За да, да. многу години Ајде, македонци, жена. каде и да сте. За многу години мој народе на Македонија. Нема крај, а? Да. Не, некојаш кога се Па погоди, добро, сакаш да нема секогаш крај. почнуваме со оваа песна, значи Да? тоа е некоја воведна песна. Браво. Дали, мислам, празнично кога пееме, поготово. На свадбите се знае, некоја свадбарска песна, но кога гостуваме, за многу години македонци почнуваме секогаш со таа песна. Дзунзурките може да ги извади. Да, Како се ви кажува во Струмица? Дзунзурки исто. Ти добро су да се снајде. Кате ако стај дзунзурка, нема ваде. Нема ваде. Добро, ајде сега да цртаме малку. Ке цртаме? Да, Дедо Мраз, Ке цртате. што друго? Гледај. Како сте со цртање? Па, јас мислам дека сум Овој добра, Дедо па Мраз ќе треба видам, да а сега цртаме. Да. со научарите. ликовни уметници нас. Ставај научарите, ајде. Значи, забележи убаво, имате кратко време, навидум. Што си Што ќе симпатична? нацртам, не знам. Че може вака да циркам? Диско 90. Може ли да видам барем Што да видиш? како да цртам? Да, таблата земи ја и земи си фломастер за цртање. Друго нема што да Ама не видиш. може вака да цртам, ништо. Само гледате масата да не ја цртат. Не гледаш се Дедо Мразот треба да видам. Здраве, Сузе. Еј, шо фино изгледаш, Сузе. Зеленка. Добро, ска се правиме дека не гледаме. Дедо Мраз треба да го... Да. Добро, Жика, нацрте што сакаш. Ако не знаеш, нацрте друго. Нема Сузе за велича. Двојка следи ја Сузе. Како си се снајде? Мора јас. О, мајко. Жика, добро е, го погаѓаш сега до сега. Одлично.
Жика, добро. Ама дека има трета нога. Добро, и кога ќе бидете готови, кажете готови сме за да можеме, како би можеле да ги презентираме на нашите гледачи. А, драги мои колеги камермани, ако може превјуто чисто да знаеме што покажуваме. Дали го гледате Сузан? да мразат на Жика? Јас сум молим те. готова. Не, молим те, види го да мразат на Жика. Ова е смешко е. Не, он нека продолжи. Ова сте раце, Жика, изборуваш утрота. Да, А, рацете, добро. Јас сум готова. И што му фали уште? На Дедо Мраз? Торбата. Торба полна дарови. Да. Добро. Ама ако си ги спои рацеве некако. И овој би личи повеќе на смешко. Со метла. Ете му, извади ги на Добро. очарите. Додека заврши Жика, Сузан, можеш да го кренеш до домразот. Не, молим те, Кој што? извади ги на очарите, те му. Без видување го нацрта. Браво, Сузе! И сега Жика. Брицам до домразот. Сузе, ова Жика? Како е? Крени, Жика. Абе, шо? Твојот не ухрана. Може ли од почеток? Крени, покажи. Да го видиме на Жика. Така. Ај, чекай, да видиш. Вишо е ув. Не, раце не го сетиш. Така и ти се жити. Шо фино изгледа? Да, многу. Што оценка имаше по ликовно? Шо фино изгледа? Што оценка имаше по ликовно, Јас кажи? петка. Е, па супер. За петка е. За петка, Ама, стварно. твоите дома ти ги цртацат. Ова е со врски, Суза гледала, нема шанси. Ау, Не, ке знам, кјути дека ма. ќе се дзиркаш. реприза. Ке кјути ма. Ке се дзиркаш. Како се знае? Гледај, ка, Ма ви- покажи му се за како Вака црташа. треба, ви. Гледај. Јас од косата не ме завиеш дека дзиркам. Не можам ништо да нацртам така. Па јас немам Пушти шишки. се шишки. Имам шишки. Или следаш Шо од фино Виса изгледа, Берека. видим? Да си го урамите тука. Ремек дел. Чекај, тоа се раци и нозе ова ту, така? Па да, раце, нозе. А, овие И шо ова се? третова доле шо Кој му е? е? Ова дека- на носете прстите. А, Да, дека Има боса. се изедено на Дедо Мраз, ништо не му остане. Зато Да, така овде е. има капа, на капа е ова, да. брада. Ама зашто има три ноза? Ја тоа те прашам цело време. Не, нема три ноза, ба две Не, са. може требаше малце подоле. Тоа е сталка од микрофон. Добро, ај кога сме каде домразо, вие домразовски прашања да ги спочитуваме пред вас. Одберете си некое ливченце и Ау, ливче. Да, интересен ливченце, духовит да. одговор или некаква интересна ситуација може поврзана Ајде, си да се по поврзани бројчења. новогодишни со дедомразовци. Јас имам Шофери на научар. 21 декември роден ден. Така Стана да се роден ден ти е? Да. Нека ти е среќен, Не Сузе. кажувам колку години. Не е битно. Не е Важно важно. си, ајде. Добро да го прочитам. Да. Се сеќавам на најубавиот Дедо Мраз. Па сите ми се исти некако. Кога си била Најубав. малецка, имало Дедо Мраз на кој што се сеќаваш најубав? Па не баш, не. Па неверојатно тогаш убавината се мерела во големината на пакетчето. Подарок. Да, да ти не го гледаш Дедо Мраз. Дедо Божик, така го чекавме за Божик, нели? Тоа се сеќавам, татко ми се преправаше, па ни фрлаше подароци, да. Да. Тоа А за мене дома, да може речеме да сега кажем. преснициве со децава, некако гледате да ги поминете баш онака, нели, традиционално празнично, па и во Дедо Мраз се верува, не се верува низ годиниве кога биле помали. Тие сега нема нешто што не знаат, значи Да, јасно, нормално. Колку тоа години ме направи? прашуваат, мамо, стварно ли постои Дедо Мраз или не? Викам, постои, нека веруваат дека постои. Да, и убаво е Да. сите да веруваме дека И постои. да Јас се си уште верувам фантазираме, дека и јас се уште верувам. Мислам, не може да ни исполни баш Дедо Мраз, нели ема Така така е. во некоја енергија. Така е, Тоа е баба. сега новогодишна, Треба па да се тоа верува. го нарекуваме Дедо Мраз и така да се уште си верувам и си фантазирам и си замислувам желби. Супер. Жика? Моето прашање? Да. Па, одговорено е веќе да земам друго. Веруваш во Дедо Мраз се уште? Да. Дали веруваш? Па да. Веруваш? Ма нормално, Па како тоа е не. Чека многу се правиш важно. Дедо Мраз ти? Јас? Па, зависи од Пошто ситуација. вака можеш да бидеш комо. Да. Ти Ми само фали брадичка сам. бела. Ама бела. Да. Да. Добро. Ма види, никад не, никогаш не е касно, нели? Не знам. Нема до сега не си се направил Дедо Мраз за па не, да, бе, не сум се за направил. керкиве дома. Мали се уште. Ма Мали не, се уште, не, да. не треба да кажува. Меѓутоа, да, веќе од годинава мислам дека почна да разбирам. Да. Можно е, да, не е исклучиво можноста да пред Нова година се направам во дело црвено. Јас се имам правено во Дедо Мраз. Каде?
Па, кај нас беа гости, кај што, мислам, тие има мало дете од 5 години, така нешто. И јас се направив Дедо Мраз и се уплаши детето. Беше страшен тој Дедо Мраз. И ти рекоа, Сузан, немој више да го Више, значи, од тогаш има уплав детето од Дедо Мраз. Ајде ше поедно? Ајде, имаме време за уште Да, едно, ајде. да, имаме. Да те пееме, Жика, ајде. Ајде ти прв. Десет. Може и некоја награда ќе ти се падне. Шувика? Што мислиш колку луѓе брои тимот на Дедо Мраз? Да. Шо мислиш? Магично ги создава подароците пакетчињата или Или му едноставно има помагаат джуджиња или најразлични приказни, има бабава, Шо баба Кај баба? Мразица никаде му помага нешто, Да, му може, кукичката можда, да. нешто. вода му фрла, па Можда, пак да. замазва. Да. Сигурно има некој тим Има што му тим, помага, има да. тим, Не иначе може сам да како постигне, цел да, свет, много е, да. много е. Многу е. Така е. Значи, мислиш дека има, ама не ни кажа која бројка, ама добро. Па- Нека биде. Колку 1000. джуджи? 20. 20. И К15 им дава? Сигурно, да. Мислиш? Па сега е период за К15. Ама им сега по Така, нова година? Не, јас мислам дека после После нова година кога ќе 13-та соберат плата. кајмак, да, Така му 13 доаѓа. плата. Добро. Нека се спрема Дедо Мраз. Шувика се за твоето? Кога би можеле да го вратите времето, што би смениле? Па ништо не би сменила. Не? Се исто може да биде. Среќна сум, задоволна сум од животот, од кариерата и ништо не би менувала. Отлично. Да. Добро, тогаш ајде да пееме. Да. Ајде. Среќни весели. И оваа... Жика се одлучи за Наум Петрско, Еве, така? што Еве, да. Па Наум си е Наум сега, Наум си веќе е сте Наум. редали Да, до да, крај. да, Да, зошто баш таа песна од Наум? Па мислам дека во моментот песната е многу барана, многу убава песна. Мислам Не ме дека чекај Милица. Да, не ме чекај Милица. За Милица, тоест. И ете, моите керки се Мија и Мила, така да која Аз е ја во контекст поврзуваш, аха. за моите две лепотици. Ајде, Значи се тоа. бара по настапи. Да, многу. Одлично. Браво. Тоа е добро. Па ајде да ја слушаме. Барем дел. Колку имаме време. Може, пуштајте. Деца бевме, не знае што е љубов милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година мома стана убава, а јас рака не ти помара. Деца бевме, не знае што е љубов милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година мома стана убава, а јас рака не ти побара. Чекај милице, еднаш стави отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Чекај милице, еднаш стави отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Thank you. Предизвикот пред крај ни следува, Стварно е многу убава песна. но после рекламите. Може ли? Може.
Еве назад подготвени за последната игра и предизвикот. Со Кате ја обожаваме оваа игра пред нова година. Голф. Christmas голф. Така е. Погоди ја Кате се вика играта. Иван, здраво, јас сум Кате. Здраво, јас сум Кате. Топчето вика здраво, јас сум Кате. Играј добро, не ми попуштај. Да. Значи Суза проба супер јоди. Немаш потреба да ја попушта. Суза, си играла голф? Да. Кога бев в Шведска, со сопругот тој игра голф и така, јас го гледав. И научив. И вака. И тешко или лесно? Добра игра. Па не баш лесно. Мислам, треба добро да се сконцентрираш и треба да размислуваш многу. Да. Тоа е за исто да го вежбаш Значи и не е мозокот. само дојди удри топчето и таму да одлета до... Да, па треба да мериш, нели, колку треба да удриш. Два пати Да. мери, И треба смиреност, нели. За тој спорт мислам дека Смирена рака. да, треба Имаш да ти си живци за смирен. тој спорт? Не баш. Само дека не е така. Не, прашувајќи се сите, тоа не ве прашувам посебно, никој од нас нема смиреност за тој спорт. Нервно отидени сме се. Вака ли да мама? Така да, и за тоа се одлучивме на пократко растојание, пошто нервно ќе отидеме ако треба бој. Да ја изиграме оваа игра. Сузе, ајде, имаш 3 обиди да влезе во коцката Christmas. Добро. За малце. Ама види, Можем уште еднаш, така? уште 2 пати можеш, уште 2 пати. Добро. Добро. Полека концентрација, прескачу пред тоа, што нешто си ми расстроена и реков ја дека немаме нерви ние за го. Опа! Браво, Сузе! Да. Епа, Жика. Ајде сега живеем. Ајде, Сега видиме. прва, гледај. Чекамо со Сава да го извадиме. Жика, ти си играл голф? Јас па од спортови шах најмногу. Шак. Браво. Не, голф никогаш. Паднало на памет вака по емисии, само ако им текне. Можеш вака или сакаш обратно? Ова е намешталка се види. Не е право. Не е право. Па Кажи, не е кажи. право, Добро, да. извини. Да. Кај е? Кај треба да е? Овде? Леле, Жика, така Кате у петокот да пробам да играм, 600 мани најде. Ова било издишано малку. Добро, Жика, Извини, добро. кажи кога да не дишиме. Молим те да промаа да не ти правиме. Гледај од прво сега. Ајде. Еве Се гледам. кладиш? Ајде. Ај се кладам. Ајде, уште еднаш. Добро. Шо ли ќе добијам се кладевме, да Блиску знаеш. беше. Сега пак се кладам, ајде да видиме. Боле Биде не сте клади, Дали Жика, ќе така. дали ќе добијам уште Ама не ми една одговара. уште едно Не ми частење одговара или со ќе си лево. го вратиш со Не, стење. лево, Ајде, да го- ајде. Ако не биде вториот пат, Добро, третиот се може. успија. Не, ама не се важи. Не ми Како не се одговара од важи? оваа Не страна. се важи. Па Не нема... важи. Не, дај не од вас. Еве, Сузе нека ти ја даде, ајде да не испадне дека овамо издиша. Ова ти е... Не е фер. Еве, ај уште една. Еве уште две имам овде, ајде. Не ве да се- кажеш дека ви попуштиш. Не е фер. Да, на Сузе монтирано беше. Монтирано беше. Ајде од другата страна. Она не погоди, ама така измонтиравме да изгледа. Ама не ми одговара. Може ли таму у масата? Може, ајде, може. Добро, толку. Браво, Сузе. Не се лутиш, нели? Така е. Нема време више. Јас за беб ќе се наутам. Треба се Дали играва. ще малце треба се продолжи играва програма, на барем да... Треба да се играва на почеток, да. Време да има време до крај на емисија да погодиш. Оно што сме сигурни погодивме дека навистина им направивме убава забава на нашите гледачи. Верувам дека ужива нели во денешното понеделничко издание Никој како. Ќе ви посакаме многу радости, многу среќа, многу успеси во новата година. Како ќе ја дочекате веројатно со настап? Да, јас ќе бидам во Америка, во Њу Џерси, во црквата Свети Никола. Така да се уште чекам виза, ако добијам виза, ќе одам за Америка. Дајте и виза на девојчево. виза. Како? Дајте виза на Па Суза. да. Па да Еве, си кажеме сега ние си и аплицираме официјално. јавно, Да. значи виза чекам се уште и се надевам дека ќе добијам. Па јас многу убаво си поминав во емисијата, многу ви благодарам. Фала и Да, тебе значи што навистина дојдов. беше интересно и мене, па се надевам дека и на гледачите. Им посакувам на сите среќни божикни и новогодишни празници и уште поуспешна во новата година 2025. Така, На сите. И од мене убаво си поминавме денеска. Мислам дека барем овој саат време ги Посебно направивме последните 5 минути спортски малце игра. ги направивме посрекни луѓето што не гледаат, гледачите. Сакам на вас прво
и на сите гледачи да им ги честитам новогодишните празници. Јас ќе бидам за жал овде. Зошто Нема за да жал? бидам со сузи. Во ќе ти поминеш и Зашто нема да бидам со сузи, да. зашто нема Во тој да аспект бидам? гледано, да, ќе бидам овде во Струмица. Во Струмица. Да. Па супер, Ќе ти се- можеш да. дома после да Да, си да, видиш дома. тоа. И се надевам ќе се видиме во следна емисија. Па после тоа Нова сигурно, година. ти Секако прави ново, нешто ново Да со своите кажеме хитови. овации од Нова година. Да. Штом стигне песнава од суза, одма доаѓе во. Да. Значи тоа нема чекање. Добро, Така е. ако треба и ние ќе учествуваме. Во плакањето аз. Фала Ајде, уште чао, еднаш. готово. Утре ќе биде интересно, пак се гледаме во истото Били време. ни Виктор Апостоловски, Нова дружба, чао. Чао.